Добар ден, ученици, оде училницата. Денес ќе се дружиме по предметот ликовно образование во второ оделение. Јас сум наставник Светлана Бовевска од Основното училиште Блаже Коневски Велес. По предметот ликовно образование имаме наставна подрачје цртање, а наставната содржина е линија, прави и криви линии. Кои се целите што треба да ги постигнеме на овој час? Ученикот треба да ги препознава и применува разновидните линии при цртањето, да го развива визуелното наблюдување, да го развива креативното мислење и усовршување на техниката цртање, да ја развива уредноста и педантноста во работата. Што очекувам од вас на овој час? Да ги покажете вашите знаења и умења за цртање, да развивате педантност и уредност при цртањето, да се запознаете со сите видови линии, контурна и текстурна линија, да знаете што е текстура со линии, да умеете вашите мисли да ги пренесете со молив на хартија со помош на сите видови линии. За да можеме да нацртаме цртеж, треба да употребуваме разновидни линии. Подебели и потенки. Еве потенка, еве подебела. Долги и куси. Еве една долга тенка линија, еве уште една пократка линија. Прави и криви линии. Со прави линии е нацртан квадратот, а со криви линии е нацртана фигурата наречена елипса. За да го нацртаме било кој цртеж, потребна ни е контурна и текстурна линија. На цртежот гледате лист нацртан со контурна и текстурна линија. Контурна линија е линијата која што е надворешна и е подебела, го дава листот, а внатре шарите во листот се нацртани со текстурна линија. Значи, внатрешноста на она што го цртаме, го исполнуваме со текстурна линија. Уште еднаш да повториме, со контурна линија го опишуваме надворешниот лик, а со текстурна линија ја представуваме разновидноста на материјалот. Еве, со контурни и текстурни линии нацртана е вазната со цвеќе и овој прекрасен цвет. Сега ќе разгледаме цртежи со разни видови на линии. На цртежот гледате велосипед. Велосипедот е нацртан со дебела контурна линија, значи ги гледате еве ги тркалата, рачките, седиштето, педалите, ама внатрешноста на тркалото е нацртана со тенки текстурни линии. Еве еден цртеж на кој што е исполнета површината со многу видови на линии. Се што можело да се употреби. Еве прави линии има крива, дебела линија, еве уште едни криви дебели линии, права дебела линија, па има криви линии, подебели, потенки и така натаму. Овој цртеж е поделен на делови и секој дел е исполнет со текстурни линии. Погледнете, овој дел е со исправени, овој дел е со криви линии, овој дел е со долги и кратки линии, овој дел е со криви линии, овој е само со прави линии и така натаму. Еве и овде имате коси линии, имате прави, долги, кратки, тенки, дебели, криви и така натаму. Овој цртеж го гледате малку поинаков. Во него ја имате контурата на шарата, а внатре шарата е исполнета со текстура и на тој начин добиваме многу убав цртеж во текстура. Цртежот можеме да го цртаме и со боја
односно со фломастери. Гледате на овој цртеж, тревата е нацртана со исправени зелени линии, дрвата, стеблата на дрвата се нацртани со испрекинати линии, гранките исто со криви линии, а додека облаците, односно небото и просторот меѓу дрвата е исполнет со сини криви линии. На овој цртеж може да забележите комбинација во црна и други бои. Гледате шари во кои што облачињата се нацртани со разни видови на шари, исполнета и празна површина, текстура со разни видови на линии, а овде исто така фигура во која што има направено многу видови на форми кои што се нацртани со контурни и текстурни линии. Значи, ова се цртежи изработени со сите видови на линии. Добро разгледајте ги, зашто потоа ќе треба сами да нацртате еден сличен ваков цртеж. Што научивме денес? Со употреба на разновидни линии цртаме цртеж. Еве го велосипедот, овде имаме мисирка, со разни видови на контурни и текстурни линии. Исто така и овде имаме слика од минатото во која што се употребени контурни и текстурни линии и сите други видови на линии. Долги, прави, криви, коси, легнати, испрекинати, криви и така натаму. Драги ученици, се надевам дека успеав да ви го доловам начинот на цртање на цртеж со контурни и текстурни линии. За дома, по свој избор, нацртајте си цртеж со прави и криви линии, со употреба на молив или фломастери и наредниот час ќе ги покажете и ќе ги представите вашите цртежи во кои што ќе употребите контурни и текстурни линии, прави, криви, испрекинати, мали, долги, коси, дебели, тенки и така натаму. Можете да употребувате боја со фломастери, а можете и само со молив или само со црн фломастер. Изборот е ваш. Значи, цртежот е слободен. Ве поздравува наставничката Светлана Бовевска. До видување, до следното видување.